Пред самиот влез во Кичево од десната страна, доколку се движите од Охрид, има табла која ве насочува кон едно посебно духовно светилиште, сместено на 920 метри надморска висина на планината Цоцан во Кичево, манастирски комплекс посветен на Пресветата Богородица Пречиста, оддалечено 10 километри од градот Кичево. Се насочивме токму по тој пат, а полека по горниците се надзираше велелепното божествено парче како дел од рајот, распослано во шумскиот предел кој зрачи со безпрекорна духовност, позитивна енергија и на моменти чувство како да сте поблиску до Бога. Патот кој нималку не е лесен за возење го искачивме со моторно возило, кое ве води до самото место, до една голема дрвена порта, над која се издигнува уште поголем конак, кој плени со самиот поглед, оддава чувство на мир, спокој и трепет во душата. Самиот влез во манастирскиот комплекс е посебно чувство како да влегувате низ рајски порти и го пронаоѓате својот духовен мир. Се спојувате и храните со духовни вредности кои тука имаат посебен култ и почит од сите служители на ова свето место, кои се одлучиле својот живот да го подарат и поминат во соединителство со Бога, особено со Мајката Божја, чиј манастир е посветен. Веднаш во вашиот поглед доаѓа голема градба на простран храм, кој го исполнува окото, душата и телото од самиот поглед, а дополнително прави да затрепери срцето од убавина неговата внатрешност кога ќе поминете низ поставените црвени завеси. Тогаш буквално како да влегувате во рајот. Натре погледот се вкочанува, дивот застанува од бескрајната убавина која е распослана низ целиот позлатен олтар. Окото не може да се насити од погледот, која од која стварена е убава, кој од кој лустер се провиснува надолу и ја отсликува својата убавина, која дополнително се рефлектира од живописниот иконостас и фрески кои се исцртани на сводот кој стои над главата на секој верник, посетител и добронамерник. Златното чудо кое се наоѓа во овој манастир, според пишаните податоци, е дело на познатиот Дичо Зограф во 1865 година. Тука душата го наоѓа својот постојан мир, телото застанува и смирено го посматра секој украсен детал. Едноставно се чувствувате како да се соединувате со мирот кој го оддава светителот. Заборавате на се, а вашите мисли се исполнити со преголема духовна енергија. Нахранети сте со духовна храна која до максимум ја исполнила вашата душа. Дополнително плени со својата грандиозна убавина поставената голема икона на Богородица со Исус Христос во левиот акул од самиот влез на храмот, каде сите верници застануваат да се помолат и остават дар на иконата, а веднаш во непосредна близина се наоѓа и место каде има света вода од која секој верник може да наполни во шише и понесе со себе. На самиот излез од манастирот од левата страна се наоѓаат во посебна просторија и мошти од Света Петка, кои се сместени во посебен простор и стојат пред поставениот иконостас изложени за секој верник посетител. На излезот од манастирот пред вас се протегаат иконостаси кои се изработени во стар стил или пак можеби се добро сочувани со цел да не се загуби автентичноста на овој рајски манастирски комплекс, а низ нив слободно се шетаат и по некое домашно милениче кое ужива буквално како домаќин во просторот. Посетителите не ја пропуштаат можноста да се фотографираат во овој дел кој ретко може да се види во секојдневниот градски предел.
Според преданијата, на местото каде се наоѓа денешната чешма во манастирот, веднаш на влезот од левата страна бил изграден некогашниот древен храм во 1316 година. За потоа во 1558 биде запален од османлиите, а неколку години подоцна, 1564, местото христијанско население се обидува на старите темели да изгради нов манастир, кој веднаш ја доживува истата судбина. Она што и денес стои во манастирот е годината 1848, која е вдлабена во преубавиот мермер пред олтарот, од кога повторно заживува и трае до денес овој голем манастирски комплекс. Овој манастирски комплекс станува центар на природбата на македонскиот народ. Во него живеат и работат Јоаким Крчовски и Кирил Печиновиќ и всушност по затворањето на Свети Климентовиот народен универзитет во Света Пречиста се раѓа и работи ново народно просветно училиште. Пред и за време на Илинденската епопеја во манастирот при Пежиште наоѓале комитските чети кои делувале во овој регион. На 21 септември секоја година се собира голема маса народ кој го празнува празникот посветен на Мајката Божја. Краток одмор во манастирот може да се дозволи секој добронамерник.